такви какви што сме малку сирџи, луѓето ја искористија можноста и добро е што е конечно демократија во Македонија, да можат луѓето да си го кажуваат слободно мислењето. Не станува збор за јавни пари, не станува збор за пари на граѓаните на Скопје, нити буџетски средства, значи автоматски на градот Скопје. Станува збор за нешто што како општествено одговорни, да речам, дел од рестораните во градот Скопје, во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот и Автомотосојузот на Македонија организираат кампања против пијани возачи, односно против возење во алкохолизирана состојба, на што јас сметам дека моја должност е како градоначалник на нашиот град да се приклучам. Концептот е во принцип од она што го објаснија самите иницијатори на тој концепт, едноставен, со резервација онлайн преку ресторани МК, таму има членки. Членките се согласни да на гостите на нивно барање им издадат ваучер за такси превоз во височина од 100 денари. Возењето во алкохолизирана состојба, за жал, покажуваат последните и анализи и контроли кои што ги вршеше Министерството за внатрешни работи во изминатите неколку седмици, зачестена појава, што сериозно влијае врз безбедноста и потенцијалната опасност за несреќни случаи е зголемена и ние сме должни како носители на функции да направиме се што е во наша можност, да апелираме, да казнуваме, да превенираме таков тип на настани. Токму заради тоа, јас како градоначалник и градот Скопје поддржуваме една таква акција. Никогаш нема да знаете дали ако некој ја искористил таа можност и наместо да вози пијан се вратил со јавен превоз, со такси превоз дома, дали сте му го спасиле неговиот живот или живот на некој друг учесник во сообраќајот на кој што тој можел да налета. На овој настан го опишувам таков каков што е и мислам дека никој кој што е општествено одговорен не треба да зима за зло всушност и не е ова измислување на топла вода. Такви акции постојат секаде во светот и јавните личности, носителите на функции секогаш се појавуваат како ликови кои што ги промовираат тој тип на кампањи. Јас мислам дека е многу попаметно барем еден живот да спасиме, отколку да имаме пијани возачи на улица. Девијациите кои што ги има македонското општество заради начинот на кој што се владееше и начинот на кој што се управуваше нашата држава, се развиваше, односно не развиваше општеството, придонесоа да вистинските вести тешко допираат или на прав начин да допрат до нашите граѓани. Ден претходно, во понеделникот, имавме сообраќај на незгодна територија на градот на Скопје, кај што загинаа брачни сопружници, се затвори едно семејство, се зацрни едно семејство. Не можете, или тоа за жал кај нас веќе не е вест во таа девијација на тие вредности. Јас сметам дека немам право да пасивно се однесувам кон тој феномен и кон тој проблем. Напротив, мислам дека ние сите заедно, секој во рамките на одговорноста која што ја носи, треба да влијаеме на променување на општествената свест